Почитувани присутни, денес заседаваше Централниот комитет на ВМРО ДПМН, при што едногласно ја усвои листата на кандидати за пратеници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Можам да соопштам дека ВМРО ДПМН излегува нови избори со огромен број на нови имиња, свежи кадри и врвни индивидуи кои се обединуваат околу нашата мисија за обнова на Македонија. Можам да соопштам дека идниот пратенички состав, а потоа идната влада, ќе ја сочинуваат најголем број на нови лица, досега докажани индивидуи. ВМРО ДПМН е новата надеж и идната победничка опција околу која се врзува целокупниот кадровски потенцијал во државата и која ќе започне да ги менува работите. Над 95% се луѓе кои што за прв пат ќе бидат дел од листата која што ќе ги опфати кандидатите за пратеници. На сцена даваме шанса на нова генерација која мора да се избори за подобра иднина. Сакам да им се заблагодарам на досегашните пратеници и воено, ќе посочам дека влеговме во битка каде секој човек е важен. Што се однесува до носителите на листи, ВМРО ДПМН на овие избори ќе настапи со две надпартиски решенија. Во првата изборна единица ќе настапиме со професорката Гордана Силјановска-Давкова, а во петата изборна единица со врвниот уметник Игор Дуловски. Во втората изборна единица носител ќе биде потпредседателот Владо Мисајловски, а во третата изборна единица генералниот секретар Игор Јанушев. Во четвртата изборна единица носител ќе биде Александар Николовски и во шестата докторката Дафина Стојановска. Но да одиме поред. Во изборната единица број 1 Централниот комитет ја утврди следната листа на кандидати за пратеници. Број 1 професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. Под број 2 професор доктор Тимчо Муцунски од Центар. Под број 3 доцент доктор Синиша Стојановски од Аеродром. 4 магистар Бети Стаменковска-Трајковска од Кисела вода. Петото и шестото место ќе бидат за коалицијата. Под број 7 професор доктор Велика Стојкова Серафимовска од Центар. Под број 8 Тони Јаревски, Карпош. Под број 9 Сафет Бишевац, Студеничани. Под број 10 Весна Марковска од Аеродром. Под број 11 Игор Никовски од Кисела вода. Број 12 Ружица Николовска од Карпош. Број 13 ќе биде коалиција. Број 14 Владко Мојсовски, Македонски Брод. Број 15 Јасмина Паметковска од Сопиште. Број 16 Мартин Стојановски од Сарај. Број 17 Филип Георгиев од Центар, предлог на Унијата на млади сили. Број 18 Тамара Михайловска од Аеродром, предлог на Унијата на млади сили. Број 19 Сергеј Попов од Центар, предлог на Унијата на млади сили. И број 20 Бисера Златевска од Македонски Брод, предлог на Унијата на млади сили. Во изборната единица број 2 Централниот комитет ја утврди следната листа на кандидати за пратеници. Носител, како што веќе кажав, Владо Мисајловски од Ѓорче Петров. Број 2 доктор Рашела Мизрахи. Број 3 Бране Петрушевски од Куманово. Број 4 е место за коалицијата. Број 5 Жаклина Пешевска Газибаба. Број 6 Дарко Костовски Бутел. Број 7 Бојан Стојановски Ѓорче Петров. Број 8 Зоран Коцевски Газибаба. Број 9 Емилија Ангелова Чаир. Број 10 Кети Димковска Куманова. Број 11 е место кое што ќе биде дел од коалиционите партнери. Број 12 Зоран Бајовски Чучер Сандево. Број 13 Ерџан Демири Шуто Ризаре. Број 14 Дијана Илиевска Газибаба. Број 15 Мартин Стефановски Старо Нагоричане. Број 16 Игор Атанасовски Газибаба. Број 17 Борче Илиевски Бутал. Број 18 Истра Крстевска Чаир. Број 19 Наташа Менкиновска Ѓорче Петров. Број 20 Тихомир Алексовски Куманова. Во изборна единица број 3 Централниот комитет ја утврди следната листа на кандидати за пратеници. Носител, како што веќе споменав, ќе биде генералниот секретар Игор Јанушев од Велес. Број 2
Иван Јорданов, Штип. Број 3, председателката на Унијата на жени, Благица Ласовска, Свети Николе. Број 4, професор доктор Иванка Василевска. Број 5 ќе биде за коалицијата. Број 6, Игор Здравковски, Велес. Број 7, Миле Левков, Кочани. Број 8, Никола Мицевски, Штип. Број 9, Даниела Христовска, Виница. Број 10, Марија Петрушевска, Петровец. Број 11, Драган Ковачки, Делчево. Број 12, Јохан Тарчуловски, Скопје. Број 13, Весна Ничева, Штип. Број 14, Андрей Андоновски, Крива Паланка. 15, доктор Маријан Миленковски, Пробиштип. 16, Цветанка Каракашева, Пехчева. 17, Верче Мицевска, Илинден. 18, Христина Смилевска, од Делчево. 19, Киро Нацков, Градско, и 20, Лидија Анакиева, Зрновци. Во изборната единица број 4 Централниот комитет ја утврди следната листа на кандидати за пратеници. Носител, подпредседателот Александар Николовски. Број 2, Ане Лашковска, Прилеп. Број 3, Дајанчо Евтимов, Василево. Број 4, Ели Панова, Струмица. Број 5, Зоран Јованчев, Кавадарци. Број 6, Петар Ристески, Прилеп. Број 7, професор доктор Здравко Трајанов Радовиш. Број 8, Ангелина Петкова, Гевгелија. Број 9, Златко Пенков, Неготино. Број 10, доктор Јадранка Поцкова, Струмица. 11-тото и 12-тото место се за коалицијата. 13, Дејан Бошков, Валандово. 14, Ирена Стериоска, Локвенец, Прилеп. 15, Слободан Ивановски, Кавадарци. 16, Димитар Лазаревски, Могила. 17, Катерина Мојсовска, Кривогаштани. 18, Златко Темелковски, делот од Битола, делот Кукуричани, кој што гласа во изборната единица 4. Број 19, Владимир Истов, Струмица, предлог на Унијата на млади сили. И број 20, Александра Свајкаровска, Прилеп, предлог на Унијата на млади сили. Во изборната единица број 5, Централниот комитет ја утврди следната листа на кандидати за пратеници. Носител, како што веќе најавив, број 1, Игор Дурловски, Битола. Број 2, Антонио Милошовски. Број 3, професор доктор Силвана Ангелевска, Битола. Број 4, доктор Кирил Пецаков, Охрид. Број 5, председателот на Унијата на млади сили, Јован Јулевски. Број 6, доктор Олга Лозановска, која доаѓа од Битола. Број 7, Ѓорѓија Сајковски, Кичево. Број 8, Лидија Петковска, Охрид. Број 9, Мирче Аджиовски, Струга. Број 10, Грација Бакрачевска, Охрид. Број 11, Бајрам Требишки, Маврово и Ростуше. Број 12, Бобан Бојковски, Битола. Број 13, Билјана Проеска, Крушево. Број 14, Тасим Ибраим. Број 15, Никола Најденовски, Немирхисар. Број 16, Олгица Божиновска, Кичево. Број 17, Ѓорги Влајкиновски, Вевчани. Број 18, Алмедин Шеиновски, Дебар. Број 19, Джанета Савевска, Ресен. И број 20, Сандра Пејковска, Немирхисар. Во изборната единица број 6, Централниот комитет ја утврди следната листа на кандидати за пратеници. Број 1, како што веќе најавив, Дафина Стојановска, Гостивар. Број 2, Александар Велјановски, Тетово. Број 3, Фуркан Чако, Гостивар. Број 4, Стојан Тодоровски, Брвеница. Број 5, Јасминка Богдановска, Теарце. Број 6, Коалиција. Број 7, Анита Бошковска Јовановска, Тетово. Број 8, Милан Јовановски, Гостивар. Број 9, Никола Крстовски, Јегуновци. Број 10, Верица Зафировска, Теарце. Број 11, Бране Стојчевски, Брвеница. Број 12, Станислав Бојчевски, Тетово. Број 13, Татјана Карамфиловска, Гостивар. Број 14, Татјана Стојановска, Јегуновце.
15 Александар Гиновски, Теарце, 16 Стојан Стрезовски, Гостивар, 17 Валентина Стефановска, Тетово, 18 Костадин Гогов, Тетово, 19 Маја Зафировска, Брвеница и 20 Билјана Тошевска од Јагуновци. Почитувани, одиме на сигурна победа. Секоја генерација има своја битка, исто како и нашата генерација. И ние денес имаме историска улога и одговорност да извојуваме победа која ќе донесе подобри времења за Македонија. Нашата победа е обновата. Обнова која ќе донесе повеќе за секого. Повеќе правда, повеќе вредности, повеќе принципи. Повеќе работа, повеќе пари. Повеќе здравје, повеќе среќа. Повеќе ред, повеќе сигурност. И повеќе насмевки и верба дека ќе успееме. Ви благодарам. Колку имате прашања, повелете. Да, господин Митковски, несомнено дека имате секако нови проверки, нешто што и јавноста може би го барало од ВМРО ДПМН, меѓутоа, зашто овој сооднос на, например, господинот Милошовски е на листата, него старите како Дорчев, каква е комбинаториката при овој? Врз основа на натрепартиските анкети, врз основа на сите оние испитувања и истражувања кои што ги правевме, дебати кои што ги имавме во рамките на структурата, одбравме луѓе кои што во овој момент Централниот комитет мисли дека се луѓе кои што се победници и луѓе кои што ќе ја донесат победата, историски најголемата победа на следните предвремени парламентарни избори. Сите оние пратеници кои што во минатото дадоа несебичен придонес, се жртвува и себе си во овие 3 години неправда која што ја донесе Зоран Заев. Јас им се заблагодарив и во овој прес и лично. И она кое што сакам сега како председател на ВМРО да го кажам е дека повеќе од 95% од луѓето на овие листи се луѓе кои што за прв пат се наоѓаат на листите за пратеници, наспроти листи кои што вчера видовме, каде што имаме лица кои што се по 15, 20 па и повеќе години во политиката, кои што по неколку пати биле во неуспешни во рамките на парламентот, кои што по неколку пати извршувале високи државни функции неуспешно. Ние сме тие кои што мора да се разликуваме и кои што секогаш, како ВМРО ДПМН, имаме обврска према граѓаните во оваа држава да понудиме нови лица, лица кои што имаат амбиција, лица кои што сакаат да победат. Секако, ВМРО ДПМН да располага со потенцијал кој што подоцна ќе го искористи и во извршната власт после победата, во владата и во останатите институции кои што ќе ги раководи, истовремено да ја потсетам за година дена денеска ни следуваат и локални избори, така што дел од тие лица ќе бидат искористени и во кампањата за локалните избори. Така што ова е една подолгорочна стратегија која што ја водиме, победничка стратегија која што очекувам да резултира со една историски најголема победа. Не се исклучени овие личности од идна власт. Да почекаме да се случи победата, тогаш благовремено ќе ве информираме како што денеска ве информиравме. Важно е дека настапуваме со нови луѓе, луѓе кои што 95% за прв пат ќе бидат дел од листите на ВМРО ДПМН. Добро следа, вие барем така потенциравте само 5 кандидати се од Унијата на млади сили, што значи само дека тие се млади луѓе или како ви е распоредот на младите? Не, тука има многу повеќе предлози на Унијата на млади сили, може би се повеќе од 15-тина, тука и председателот на Унијата на млади сили, кој што е на 5-то место во изборната единица 5, за разлика од председателот на младината на СДСМ, кој што е надалеку од добитното 11-то место во изборната единица 1. По тоа се гледа грижата кон младите, по тоа се гледа каков пристап, чесен, честит пристап има ВМРО ДПМН кон младите, наспроти лицеберниот дволичен пристап кој што го има СДСМ. Еве, додека го има микрофонот, јас само да прашам уште едно прашање, па ќе го дадам на колегите. Сега е хипотетичко прашање, меѓутоа, што ако ескалира ситуацијата со короната, дали воопшто имате став доколку мора да се одложат изборите, имате ли став околу тоа прашање? Јас не би одговарал хипотетички на хипотетички прашања. Имаме во четврток лидерска средба, колку што ми информира од кај мене од кабинет, некаде околу 1 часот ќе се случи таа лидерска средба.
да разговараме за ова што е денеска реалност поврзана со COVID-19 или познат како коронавирус секаде во светот, па дури потоа можеме да носиме заклучоци што, доколку и што како. Сега за сега остануваме на планот да во 13 часот имаме настан каде што ќе се потпишува коалицијата со останатите политички партии и она кое што е на дневен ред, тоа е конвенцијата во 18 часот. Препораката од владата е до 1000 луѓе во насока на препорака, таму ќе има помалку од 1000 луѓе, а над 1000 луѓе се забрануваат било какви собири. Така што и двата настана се со вкупна бројка од под 1000 луѓе. Денеска во оваа просторија имавме повеќе од 250, можеби 300 луѓе. Така што сите треба да допринесеме во справувањето и превентивата од ова денеска што ни се случува. Ние како ВМРО ДПМН и вчера и во текот на денешниот ден и во деновите кои што следат ќе предлагаме превентивни мерки од страна на владата, од страна на министерот е дали ќе ги прифаќа тие превентивни мерки или ќе ни се случува тоа што се случува. Но она што е важно е да се сочува разумот, трпението, да не дозволиме сето ова да ескалира, да не се создава паника помеѓу граѓаните. Имало и потешки моменти. Јас верувам во институциите, верувам во здравствените работници дека ќе се справат и со овој предизвик како што се справиле многу пати и со други предизвици. Па не, и ние и сега ги имаме, но бидејќи ова е пресконференција на ВМРО ДПМН, јас ги кажав имињата на оние кои што се предлог на ВМРО ДПМН. Само да нема забуна, во КИЦ-от 9 на листата е господин Сафет Бишевец, тоа е истиот поранешен пратеник? Да, истиот поранешен пратеник, Сафет Бишевец. Да, вашиот колега. Да. Околу Не е од коалиционен партнер, тоа се предлози кои што се надпартиски. Да. околу лидерската која спомнавте, да не ни остане дилема, состојбата со коронавирусот е повод за лидерската? Да, тоа е темата на лидерската, актуелната состојба со COVID-19 вирусот. Искрено немам информација како ќе, во која содржина ќе биде, во кој состав ќе биде лидерската средба. Денеска од кабинетот ме прифира, прифатив во 1 часот. Предпоставувам придружувам со некој од партијата, од луѓето кои што се одговорни за здравствениот сектор, ќе ме придружуваат и ќе разговараме.